Струшко калишта. Во првите денови од март на прошетката покрај Охридското езеро, во амбиент на сонце и ветер, може да останете неколку минути. Доволни се десетина да уживате во звукот на ветрот, брановите на езерото и да се насмеете на птиците кои играат по водите на езерото. Покрај водата е новата црква Рождество на Пресвета Богородица. Веднаш до неа нагоре во Карпата се издигнува покривот на старата црква. Во новиот објект околу Карпата веднаш прашувате што е тоа горе. Тајната се открива со отворањето на малата врата, не повисока од 1,5 метри, со направениот чекор во малиот простор. Постепено се открива мистеријата, секако со помош на раскажувањата на домаќините во овој манастир. Во тишината се уште се чувствува испосничкиот живот на монасите, кои живееле во монашките килии, направени во самата Карпа. На првиот кат има 2 монашки килии. Тука монасите целосно биле изолирани од останатиот свет. Целиот живот посветен на пост, молитва. Така живееле монасите. По природната градба на Карпите се граделе и местата за молитви. По скалите нагоре гледате уште една монашка килија. На врвот на Карпата е малата, но црква што ќе ве остави без зборови. Црквата посветена на Богородица е изградена во 14 век, но монашки живот имало 3 века порано. Црквата е направена целосно во просторот на Карпата. Ништо не е променето од природниот амбиент на природата. Нацртаните икони, фреско живописите ве воодушевуваат. Низ кандилата и иконата на Богородица може на момент да ги затворите очите, да ја слушнете тишината, звукот на кандилото, мирисот на темјанот, кроткиот чекор на монасите. Во црквата во ова време, во 21 век, не се задржавме повеќе од 10 минути, но кога излеговме надвор, имав чувство дека тука денот минува полека. Помината минута е час. Мирот ве прави нежни. Кога ќе излезете надвор, студенилото покрај езерото скоро и да не го чувствувате. 7 века тука се живеело, се молело на Бога. Старото дрво во дворот го подарува амбиентот на издржливост кон искушенијата. Голема гордост во средината на дворот е црквата посветена на рождеството на Пресвета Богородица. Во црквата е преубавиот иконостас, изработен од тајфата на Наум Донев од Охрид. Во оваа црква е иконата на Богородица за која се верува дека има исцелителна моќ. Црквата е посветена на рождеството на Пресвета Богородица, па на 21 септември тука доаѓаат неродки. Се верува дека со молитви и вистинска верба во иконата помагала тажните жени да станат мајки. Оваа икона е многу ретка, бидејќи Богородица и малиот Исус се нацртани во црна боја и затоа помеѓу народот е позната како Црна Богородица. Интересни се раскажувањата дека за време на Втората светска војна на неколку пати иконата била фрлена во водите на Охридското езеро, заврзана за тежок товар, со цел да биде потопена во водите, но повторно се враќала во манастирот, за што говори незината моќ. Со благослов на Скопската епархија, по чија надлежност е црквата, ни беше дозволено да ја снимаме исцелителната икона. Калишкиот регион фасцинира со многу цркви. Тука се црквите посветени на апостолите Петар и Павле и Пештирската црква Свети Атанаси. Milo je
На струга дуќан да имам, како струга нема друга. Ако прашате за струга преку овие стихови ќе дознаете многу. Струга се наоѓала на патот Вија Игнација, ги поврзувала источното и западното Римско царство. И една од анализите од каде името струга е токму дека оттука на старословенски страга значи премин. Кога пристигнавме во Струга, дознавме и за потеклото на другото име на градот, она народното име Стружа, што значи дува ветер. Струшкиот ветер дуваше многу, но за да ви ја разбистри главата и малку да ви ја раздвижи крвта, е вистински лек. Ветрото ќе ве разбистри подобро од било кое кафе. Античкото име на градот уште едно име е Енгавон, од стариот грчки збор што во превод значи јагула, пострушката јагула. Ова се дел од приказните за името, но во Струга заминавме да ни раскажат за убавиот град. Градот каде се излива црниот Рим, градот на поезијата, градот на Миладинови и секако местото каде е напишана македонската химна. Струшките вечери на поезијата се започнати во 60-тите години, во 1962 година, со серија читање на група македонски поети, во чест на браќата Константин и Димитар Миладинови, во чест на големите интелектуалци, учители и писатели во Струга, се организираат секоја година во август. Вечерите под звезденото Струшко небо и Струшкото ветре. Оваа година ќе се одбележи 50 години од нивното постоење. Константин Миладинов се смета за зачетник на модерната македонска поезија и секоја година фестивалот официјално започнува со неговата незаборавна поема Тъга за југ, напишана за време на неговиот студентски престој во Москва. Русија и Струга низ времето биле многу поврзани. Ако Константин ја напишал преубавата поема Тъга за југ во Москва, рускиот научник доктор Никола Незлобински го спасил градот од болест. Тој тука останал и на Струга и го подарил музеот со препарирани автентични животни, птици и инсекти од Струшкиот регион. Значи, се почнува пред повеќе од 80 години, поточно 82 години, кога Никола Незлобински, емигрант, русин, кој негде средина на 20-тите години доаѓа у Струга, како доктор, лекар, значи инфектолог, со примерна задача да ја сузбие маларијата која тогаш имала овдека ендемски на епидемиски размери, но со тек на времето, видувајќи го богатството на флората и фауната што било околу Струга, се решава првим како хоби, а после така како едно посериозна негов ангажман, бидејќи многу добро ја знаел технологијата на препарирањето и веќе кон крајот на 20-тите години, поточно 1928 година, тој ја изложува првата збирка. Значи овдека во оваа зграда и со тоа значи го најавува подоснежното основање на музеот и можам да кажам дека музеот, значи Никола Незлобински во Струга е најстарата музејска институција во Македонија. Ова зграда, значи кај што сега е сместена поставката, датира од 1938 година и се што ќе видите овдека е значи повеќе од 70 години интактно од времето на Незлобински. Дали има некоја идеја нешто да се обнови, да се реновира, да се зголеми, дали би почнало повторно да се препарираат некои животни кои се од Струшкиот регион? Па видите вака, ова дејноста на препарирањето никогаш не згасна у музеот, таа постојано се одвива и е составен дел од работата на музеот, но проблемот е, значи просторниот тој е проблем, тоа е најургентната работа што ние го имаме, што така прилично го отежнува работењето на музеот, бидејќи овдека се изложени само дел од она збирка која ние ја располагаме, другите експонати се во депото. А она што е најексклузивно и онака највредно е презентирано овдека, но ние имаме доста експонати кои може значително да ја збогатат оваа збирка, но едноставно пак повторувам, просторно сме ограничени. И секако се разбира, постојат иницијативи, ние постојано тие ги пласираме за да обезбедиме еден поадекватен и поголем простор каде што би изложиле се она што мислиме дека треба да го презентираме, а тоа не е малку, значи негде околу 11.000 експонати ние имаме. Овдека се презентирани некаде околу 4.000 експонати и
тоа се што е презентирано овдека е поврзано со струга и струшко, односно поврзано со некогашниот систем, екосистем, таа екоцелина која била, бидејќи тогашна струга и денешна струга е сосема различита, тогаш тоа било мочуриште и нормално најмногу експонати овдека датираат баш од тој екосистем, значи животни, односно птици, инсекти кои биле поврзани со тие мочурливи предели, но нормално има тука и некои така ексклузивни примероци на овие поголеми животни од родот на цицачите, така да вредност и автентичност е голема. Незлобински е најзаслужен за постоењето на струга. Колку струга го споменува Незлобински? Па точно, Незлобински е заслужен за многу нешто што се случиле во струга тие 20-30 години од минатиот век. Па така, Стружан и струга си имат одолжено кон Незлобински неговото дело со тоа што музеот, кај што ние сега се наоѓаме, го носи неговото име. Нормално со тек на години, осем ова примерна природонаучна збирка, значи дејност у сфера на биологијата и зоологијата е проширена со оделение за археологија, етнологија, историја на уметност и така музеот се шири и се уште ќе се шири, нели? Следната година се одбележуваат 60 години од смртта на Незлобински и ние веќе иницииравме неколку такви идеи, проекти со кои би одбележиле оваа годишнина на Незлобински. Планираме да изготвиме една биста во бронза, така едно поголемо обележие за него и што може да се одолжиме спрема него е се она што располагаме. Веруете дека негде 80% од сите експонати кои ги имаме овдека или у депото се од времето на Незлобински. Тоа би го презентирали и секако ние спремаме една монографија која следната година ќе биде излезена од печат и кој ние ќе ја промовираме, е посветена баш на животот и делото на Незлобински, но не само на Незлобински, него на целата една генерација, една екипа кои заедно со него овдека работат, а сите се дојдени од Русија како емигранти. И така малку пошироко ќе го третираме тој проблемот на таа руска емиграција, не само во Струга, него и во Македонија. И се разбира дека и општината треба да вложи и она некоја иницијатива покрене за подостојно тоа да се одбележи, но што се однесува до нас, ние сигурно тоа ќе го направиме. Струга денес е модерен град, но многумина жалат што делот од Струшката чаршија занаетите изумираат со трендот на модерното време на живење. Во галеријата Коџоман преку прекрасните слики може да ја видите стара Струга со преубавите дуќани. Сите мотиви од Струшко може да ги видите тука, во било кој период од годината, кога сакате да здивнете од топлото летно сонце или од ладниот зимски ветер. Сега се наоѓаме во галеријата Коџоман, исто така еден репрезент на Струга, едно културно катче, каде што ние како музеј го имаме веќе 20 и повеќе години и одека се изложени 33 дела на Вангел Коџоман, на Стружанец и од таа генерација на првите македонски современи уметници, основоположник на македонската модерна, односно современа уметност. Така да некаде пред 20 неколку години галеријата е основана со цел да бидат презентирани исклучиво овдека дела на Коџоман. Сега ние користиме и за повремени изложби, така да овдека заедно со спомен домот на браќа Миладиновци и со старата автентична градска куќа Струшка чинат едно културно јадро така на самиот град. Инаку тематски овдека се превладуваат мотиви кои се поврзани со стара Струга. Таа Струга што веќе така ја нема и многу малку се останати од тие репрезенти, односно од тие автентични староградски куќи, но Коџоман негде 40-тите години сите тематски се поврзани и се правени баш во тој период некаде на војната и непосредно по војната и се однесуваат
на старата струга, стара струшка архитектура, нормално и на некои мотиви кои се во близина на струга, како што е мотивот на црквата Свети Атанаси Калиште, една навистина од највпечатливите слики што овдека ги имаме изложено. Струга има големо значење во историјата. Тука се напишала македонската химна. Владо Малески и Стефан Опечески добиле задача да напишат белег на борбеното време. За жал, авторите не се помеѓу живите, но нивното поколение со вистинска гордост прераскажуваат. Сотир Опечески, синот на Стефан, напишал книга за химната. Вистината е во букетот. Токму во оваа книга ќе се најдат сите идеи, стари песни, разговорите што се правеле во придружба на гитари и пеење на песните. Целото богатство е вистина и е во оваа книга. Јас сум братучет на човекот Сотир Шута, во чие што куќа е прв пат на дочекот на 42 година, 41 испеана од страна на скоевците и комунистите на општина Струга. Вистински нејзин автор е Владо Малески, познатиот наш писател и државник, но мојот татко, кој бил тогаш постар, Стефан Трајко Опечески, е автор на музиките, а на зборовите, на делата на поетски е Владо. Владо Малески во тоа време бил 19 години помлад од татко ми. И пошто мојот татко беше армоникаш, музичар. И беа се познавае уште од Белград. Татко ми како музичар и кендер, тие како студенти направни и многу често се наоѓаe. И знаете како беше таа сломена, таа кралевската Југославија за една или 2 недели од фашистите. Владе му кажал дека ти ме знаеш од Белград, ни даваше скреше ми да ја име некојаш на студенти и така. Сега да знаеш, му рекол дека овај дојде време да ние мора да направиме борбени револуционерни песни. Односно да црпиме материјал од нашиве традиционални народни песми кои величат борбите. Оттаму е и грешката што некој, таму го цитирам јас, Никола Кочовски умре не сега и тој на време стана како млад таму секретар на партија, откако овие други беа заминаа во планина. Тој таму тврди дека песмата била Надежда болна легнала. Таа песма ви е испем на глас, таа е песма смешна работа. Надежда болна легнала над глава и 3 доктори, и таа ќе повлечела во народ во револуција. Таа песма не е. Него песма, пошто тие кои ја бев политички во немилост во еден период и тоа кој се правеа овие работи, тие се изумрени, сега да не споменувам што биле во таа комисија, нити беа некои стварни револуционери, го прифатиле тоа и така, од ними почна како да ове постариве, мојот татко беше 6-та роден. Тој не, овие беа родени 26-та, 27-та или 30-та, некој од овие што јас спомнувам за улога на негативци. Тие не сакаe да признаат Божемски, че му префрлиле на Владе да не се бугарски песми, овие што ја ќе ви ги испеам, ако сакате. Од тие песми што татко ми му музицирал, ги фатил, зборови написал и ги фатил и направил една Владо Малески, тој е автор. Мојот татко е соработник на денешната химна. Опечески со голема среќа и возбуда раскажуваше како што вели го исполнил аманетот на татка си да се дознае кој е вистинскиот автор на химната. Најосновната песма која е најмногу експлоатирана е Букетот тој што ми го даде при замин војна на војна. И така натаму
длабоко ме остане, телеграма им дојде, умрело момчето, втората е, ајде брајча, да миниме преку Вардар за Верешко и така, за Мечкин камен и така. Ваков е амбиентот на Струга во овој период од годината. Кратка прошатка покрај реката, што со голема брзина се излива од Охридското езеро. Е многу убаво, но и секако треба да ја дознаете и приказната за впечатливиот Црн Дрим, што истекува од Охридското езеро на 695 метри надморска височина. Македонија ја напушта во близина на градот Дебар, на 476 метри надморска височина. На македонската територија Црн Дрим е 56 км долг, но реката има вообичаен тек, само што помалку од една половина од таа должина и тоа од Струга па се до селото Ташмаруништа. Напуштајќи го селото на север, реката влегува во клисура и веднаш по неа формира езеро, благодарение на брана висока 82 метри, лоцирана 10 км на север на другата страна на езерото. Браната ја формира акумулацијата Глобочица, создадена од водите на Црн Дрим. Во северниот дел на Албанија, во близина на градот Кукс, Црн Дрим повторно завезува заедно со реката Белдрим. Потоката на Белдрим во Црн Дрим, реката тече се до вливот во Јадранското море, под едно име – Дрим. Тука живее јагулата мрената крапот. На вистина како Струга нема друга. Град со преубава и впечатлива природа, богата историја и луѓе каде говорат најубав дијалект.